Уште на самиот почеток, читаме во Библијата, во третата глава, во прва книга Битие, во Битие, во првата книга од Библијата, сакам да кажем, во третата глава, во 15-тиот стих, Господ вели, откако ќе го изрече она проклетство на змијата, вели, јас ќе поставам непријателство помеѓу тебе и жената, и вели на змијата, помеѓу твоето семе и нејзиното семе. Тој ќе ти ја сотрува главата, сега интересно е тој, семето, се мисли на Христа, ќе ти ја сотрува главата, а ти ќе му ја сотруваш петицата. Значи едно резиме, да кажеме, на големата борба и кажува на змијата. Му се обреќа на ѓаволот и му вели, ти на крајот ќе видиш поразен. Исходот е познат, но ќе постои непријателство. Тоа непријателство го прави токму Духот Свети, затоа што, знаете, после падот во грев, човекот станал пријател на сатаната. И неприродно е да му се противи на ѓаволот, така да морало да има една интервенција, надприродна Божја интервенција, за да, како што вели во стихот, ќе поставам. Значи, Господ става во срцата на оние кои што го прифаќаат Господа и се на негова страна непријателство кон змијата и кон целото нејзино семе. И тоа веднаш го гледаме уште во 4-та глава. Значи, навистина, колку тоа скоро гревот зазел замав, значи во 4-та глава, кај што значи, го гледаме раѓањето најнапред на Каин, а потоа и Авел. И што се случило меѓу нив двајцата? Знаеме, едниот Каин земјоделец, а Авел сточар, и требало да принесат жртви. Авел постапил онака како што Господ барал. Принел крвна жртва, со тоа покажувајќи вера во Спасителот што ќе дојде и во веќе воспоставениот, нели, жртвен систем, кој што го воспоставил уште самиот Исус, значи самиот Господ, кој ги облекол Адам и Ева на почетокот во кожа. А Каин принело своите плодови. Јас еднаш зборував на оваа тема за Каиновиот знак, како се сеќавате, и тоа спомнав, и кој знае какви се тоа плодови биле. Значи, и тогаш реков, и сега пак ќе кажам, че немало некоја пониска категорија од прва категорија на плодови кои што ги принел, веројатно, во наши македонски термини, кој знае какви краставици, какви патлиџани, значи, прва класа, значи, се. Занесувајќи се, мислејќи дека на тој начин ќе му удоволи на Господ. Меѓутоа, не ја послушал изречитата заповед. Авел реагирал, сакал да му укажувал на тоа што направил Господ уште на почетокот, како ги поштедил животите на Адам и Ева, укажувајќи му на Спасителот што ќе дојде. И затоа треба да принесе крвна жртва. Меѓутоа Каин размислувал поинако. Вели сестра Елен Вајт, негово чувство на бунт. Значи, за разлика од Авел, кој што го прифатил целиот тој жртвен систем, го прифатил планот на спасението и гледал со љубов кон сето она што Господ го направил, Каин имал негово чувство на бунт, вели, и мрморил против Бога поради проклетството изречено над земјата и над човечкиот род по Адамовиот грев. Знаете, нели, тој бил земјоделец и сега не били тие услови како порано во Едемската граѓа. Сега имало коров, сега имало трње, сето она што подсетувало на гревот, на падот. И сето тоа, поради сето тоа, чувствувал бунт. Се бунтувал, мрморил од незадоволство кон Бога. На своите мисли им дозволил да се занимаваат со истото она што и сатаната го довело до пат. И попуштал на желбата на самоизвишување и ја доведола во прашање божествената правда и неговиот авторитет. Гледаме овде бунт, уште на самиот почеток. Незадоволство кон Бога. Самоизвишување, желба за самоизвишување кај Каин.
Значи го гледаме тоа непријателство веднаш меѓу семето на жената и семето на змијата. Веднаш. Меѓу првите двајца браќа, за жал. И знаеме дека сето тоа ќе заврши со убиство. Двајца браќа, на самиот почеток, после падот во грев. Едниот скока на другиот, од незадоволство, затоа што неговата жртва не била прифатена од Господ. Авел го молел брата си да пристапи кон Господа онака како што пропишал тој. Во неговите молби Каина го сториле уште поупорен во неговите намери. Како постар, ова е исто интересно, значи, ги гледаме карактеристиките на Каин, кои што подоцна се привлекуваат низ целата историја на она семе на змијата, односно на оние кои што се бунтовници и непријатели Господови. Како постар, нели, Каин бил прво дете, постар од Авел, се чувствувал премногу горд за да дозволи помалиот брат да го опоменува и ги презрел неговите совети. Што гледаме? Гордост кај Каина. Не сакал да прима совети од него. Презри покажал кон она што Авел му го зборувал, а Авел, така да кажам, му го проповедал Евангелието. Иако тие имале прилика од прва рака да го слушаат од својот татко и својата мајка, од Адам и Ева. Замислите си кое е предимство. Адам и Ева да ви проповедаат за планот на спасението. Сведоци на тоа како им бил сочуван животот, иако скинале од забранетиот плод, и како им било наговестено Евангелието, како им било наговестено доаѓањето на семето на Спасителот и како им било наговестени исходот на целата таа голема борба. Го знаеле однапред исходот и знаеле која страна да ја заземат. Значи, како што спомнав, Авел му укажал на својот брат на жртвата, го подсетил како тоа Господ ги сочувал животите на неговите родители, на нивните родители. Но сето тоа уште повеќе го разгневило Каин. Што е бунт. Разумот и совеста му зборувале дека Авел е во право, но се лутел што оној кој обично му се покорувал, се осмелил да му се протистави. Интересно, уште една карактеристика овде. Што гледаме кај Каин? Како постар, не знам што, значи се ценел, се возвишувал, како што спомнавме, не можел да дозволи да помалиот негов брат му се спротиставува. Оној кој што вообичаено му се покорувал. Значи, што сакал Каин? Сакал да доминира, сакал да има контрола, сакал да управува. И скокна и го уби, и покрај сето тоа, покрај сите тие заложби, знаеме дека и Господ тука се вклучил, самиот Бог, кој му вели да размисли, гревот лежи, вели, пред вратата, на портата, вика, на прагот, но можеш да му се спротиставиш. Размисли. Но Каин и покрај тоа скокнал и губил својот брат, и како што читаме во 1 Јованово 3.12, 1 Јованово 3.12, вели, некако што Каин беше од лукавиот и губи брата си. И зошто губи? Прашањето е. Зошто неговите дела беа зли, а на брата му праведни. Каин губи својот брат затоа што делата на Авел беа праведни. Која е причината зашто губил? И еве сега да ги сумираме тие карактеристики што ги гледаме уште на почетокот. Желба за само извишување. Че го гледаме, ги гледаме карактеристиките на оние луѓе кои што од стартот, уште од Каин, уште од првото дете на Адам и Ева, ги негувале и станале бунтовници и непријатели Божји. Желба за само извишување, гордост, презирање на совети, отфрлање на совети. Не трпи протиставување. Сака да му се покоруваат, да царува, да има контрола.
И сето ова резултира на крајот и кулминира со убиство, со елиминација на оној другиот кој што сакал да добри намери да го поучи. Значи, кој што го сакал неговото добро. И интересно е, значи не сакам да ги читам стиховите, не се задржувам многу во 4 глава, нели знаеме дека Господ му го сочувал животот на Каин и дури ставил знак да не го дираат другите, затоа што му се готвела крвна одмаза, да кажам така, на Каина. И ставил знак. Зошто Господ го сочувал Каина? Знаеме дека на крајот, тоаш кога зборувавме за Каиновиот знак, има многу слични карактеристики и сличности со овој знак и знакот, односно жигот што на крајот исто ќе го добијат бунтовниците Божии. Но тие што ќе го добијат жигот на зверот на крајот нема да бидат сочувани, туку ќе бидат уништени. Ќе бидат сочувани оние кои што ќе го добијат Божиот печат. Но еве зошто? Поштедувајќи му го животот на Каина, Бог на целата вселена и покажал што би било ако гревот би останал неказнет. Еве, погледнете ги последиците. И што се случува? Од Каин и од неговото семе понатаму, толку се израсипал целиот човечки род, што за кратко време, добро, може и не е кратко, ќе кажеме 15 века, дошол потопот. Значи, човештвото дошло во ситуација да секоја мисла на човекот му биде зла. И дошло потопот. Влијанието на неговиот живот и на неговото учење врз неговото потомство, човечкиот род го одвело во толку голема изопаченост, што светот морал да биде уништен со потоп. Господ затоа го сочувал, за да видат луѓето уште тогаш, еве кои се последиците, кој е резултатот на греот. Кој е резултатот ако земам и ги сочувам овие бунтовници, овие зли луѓе. Замислите си да живеел, да било возможно на луѓето, на такви зли луѓе, не може да не ти дојде во памет Хитлер, да живеел стотици и стотици години со тие негови идеи. Иако нели бил спречен во неговите намери, мислам, знаеме како и се. Меѓутоа, толку убиства, толку крвопролевање. Неверојатно. Затоа Господ морал да интервенира со потоп. Да го уништи тоа бунтовничко семе. Ели, во Проповедник 8.11 имаме еден стих, можеме да појдеме тамо, Проповедник 8.11. Проповедник 8.11. Кога нема брза пресуда за зло дело, човечкото срце е наклонето да прави зло. Џабе што ќе го оставиш, тој понатаму продолжува уште повеќе запаѓа во зло. И секоја сме кај Каин и кај новиот знак. Елен Вајт ќе каже во библискиот коментар, човекот кој што наведува друг на грев, делото на таквиот човек вели представува проклетство. Тоа го правил Каин. Едноставно, целата таа низа на луѓе, неговото семе, понатаму неговото потомство, едноставно западнали во идолопоклонство и станале вистински противници на Бога и на Божито дело. Човекот кој што поттикнува и наведува друг на грев, представува вистинско проклетство и врз него е ставен Каиновиот знак. И не само на таквиот, туку оној запрепастувачки цитат за мене беше тогаш кога ја спремав таа тема. Ова е само како вовед, за да морам да го спомнам и ова. Вели, секој човек, било да е проповедник или обичен член на црквата, кој се обидува да врши присила или да владее со разумот на другите. Значи, овде Елен Вајт се насочува на спомнува црковни термини, проповедник или обичен член на црква, меѓутоа тоа се однесува и во секаков аспект. Меѓутоа, конкретно, секој човек, било да е проповедник или обичен член на црквата, кој се обидува да врши присила или да владее со разумот на другите, станува сатанска алатка, врши негово дело, сатанско дело, и во очите на небесниот универзум го носи Каиновиот знак или жик. Господ не познава за присила. Ако Господ е љубов, тоа ова е сосема нешто спротивно, непознато за Господа.
Не можете вие и не смеете да владеете со разумот на другите. Секој има слободна волја. Господ му дал слободна волја. Ако сме веќе кај проповедник или кај водаш на црква, тогаш тој, таквиот, се замислува дека е цар. Посакува царска власт, за која што често пати Елен Вајд спомнува тамо во своите списи. Како што сакал Каин, да доминира, да има контрола, да управува. И Елен Вајд уште истакнува, вели, и Каин јавил се представници на две групи или на две определби, на луѓе кои што ќе постојат во светот до крајот на времето. Немате трета група. Едните кои што се на Божја страна, другите противници, бунтовници. Ги видовме карактеристиките на таквите. И згора на тоа, и заборавивме да го спомнеме и оној дел, едните се подпираат на Спасителот и знаат дека спасот им е само во Спасителот, а другите се подпираат на самите себе, на своите заслуги, на своите дела. Тоа го гледаме, нели, во принесувањето на жртвите како Каин јавил. И сега после потопот. Што се случило после потопот? Господ бил принуден да го очисти тоа семе, но после потопот од наследниците на Хам, знаеме, нели, од целото население подосно потекнува од тројцата синови на Ное, што е единствено, нели, како семејство, Ноевото семејство биле спасени, се појавил повторно отпад. И знаеме, сте читале тамо во Патриарси и пророци, најнапред живееле на повисоките места, повисоките предели, по планините. Меѓутоа, како почнале да се намножуваат и почнал еден дел на бунтовници и неверници, кои што веќе почнале да го отфрлаат Господа, да им пречи да бидат во средина со останатите, кои што, нели, го почитувале Господа. Им боделе очи. Тоа ќе го видиме, нели, подосна, и тоа и на крајот на времето се случува, и секојаш се случувало низ историјата. И се одвоиле, се симнале во Сенарската долина, крај Еуфрат, и тука решиле плодна почва, нели, да ја населат и да изградат кула. Со која цел ја граделе кулата? Или овие градители на Вавилон решиле својата заедница да ја сторат единствена и да основаат монархија која подосно ќе ја покори сета земја. Значи да управуваат, да контролираат, да владеат, да се величаат, гордоста, тука е исто присутна. Така нивниот град би станал престолнина на едно сеопшто светско царство. Ови работи се познати, се подсетуваме на некој начин, меѓутоа ете, Духот Свети ме водеше во тој правец и не можев поинаку му се предадов да ме води. Така нивниот град би станал престолнина на едно сеопшто светско царство и со својата слава и убавина би го привлекувал вниманието и би предизвикувал восхит кај целиот свет и би представувал гордост за своите славни градители. Величествената кула која би допирала до небото, замислено е да остане како споменик на мудроста и моќта на незините градители и нивната слава вечно да ја пренесува од поколение до поколение. Гордост, величање, подигање над Господа, владење, контрола, па и самиот Нимрод, нели, кој што бил еден од градителите. Знаете што значи во превод Нимрод? Бунт. Бунт, тоа значи, името му значи бунт. Тоа се оние кои што се бунтуваат против Господа, кои што се воздигаат над Господа, кои што сакаат да пригребат колку што можат повеќе. И видите како се пресликува тоа време со ова денешно. Знаеме ние дека денеска имаме друг Вавилон спомнат во Откровението, кој што има истите цели. Една светска влада, едно светско уредување, власт. Со насилство, тиранија, како што тоа го гледаме, нели, и Каин. Не трпи исто луѓе кои што поинакво размислуваат од него. И целиот потфат, нели, на таа вавилонска кула бил осмислен, значи да се издигнат над Господа, нели? Те читале тамо во Патриарси и пророци токму е запишено, дури меѓу другото, да било што е можно повисока кулата, за да во случај ако Господ пак пушти потоп, па да си се спасиме. Самите да си се спасиме.
Па да ги достигнеме облаците, па да видиме од кај паѓаше таа водата, да видиме, да проучиме, да спречиме ако... Замислете, колку човекот знае да биде беден. И Господ трпеше што трпеше, и самиот Вавилон од тогаш се до крајот е символ за бунт и пркос против Бога. Трпеше Господ, меѓутоа, знаеме, ги измеша јазиците, ја сруши, ја уништи кулата и ги расја по земјата, како што му беше и планот. И вели споменикот на нивната гордост, таа вавилонска кула, стана споменик на нивната лудост. Како и Навуходоносор подосна, нели? Царот на Вавилон, повторно, истите карактеристики, гордост, сака да владее. И тој градел Вавилонска кула на некој начин. Кога сме кај него. Како му го протолкувал сонот Данијел? Златна глава. Па понатаму, нели, сите оние 4 метали. И ама Навуходоносор не, целиот кип ќе го направиме златен. Зошто? Затоа што тој сака да владее вечно. Гордост, самовеличење. Власт, контрола. Прекосење против Бога. Господ му ја објавил целата историја до крајот, а он сака да ја смени историјата. Знаете, денеска, па баш имаме, нели, ние, да не спомнам сега можда некои актуелни случувања кај нас, па, знаете, бугарите ќе ви кажат вака е историјата, овие други од друга страна, па вака е историјата, секој си ја крои како што сака. Господ ја искроил уште на почеток, односно уште во времето на Данијел, му ја објавил на Данијел како сето тоа ќе оди и како ќе заврши. Ако читаме во Данијел, еве сега кога сме кај тоа, во 2 глава, од 42 до 44. Времето во кое што ние живееме, да се подсетиме. Кога ова би го знаеле повеќето од луѓето. Данијел 2, 42 до 44. Затоа, јас велам, сите оние случувања што се случува, може да ги протолкува на точен начин, односно како што треба, само оној кој што чита и добро проучува Библија и верува на пророштата, му верува на Господа. Никако поинак. Стапалата што ги виде. Ние сме таму, ние живееме во времето на стапалата, нели? Ги нема сите оние 4 царства, завршија, ние сме долу во стапалата. А тоа е последната фаза, пред да се одвали каменот, нели, мислам дека прошлата полука, кога беше тоа, скоро го проучувавме. Стапалата што ги виде деломно од глина, деломно од железо, се поделеното царство. Ке имаат нешто од цврстината на железото, според што си видел железо измешано со глина. Значи, прстите на стапалата, деломно железо, а деломно глина, царството ќе биде деломно цврсто, а деломно кревко. Какво е тоа царство? Нестабилно. А што си видел железо измешано со глина, тие ќе се мешаат со човечко семе, но нема да се држат заедно. Тоа така пишено, така ќе биде, не може понекој да биде. Европска унија, нов светски поредок, никогаш нема да се држат заедно. Нема, постојано ќе има натегање, ќе постојано, и тоа го гледаме, мислам, ако пратиме добро. Како што ни железото не може да се измеша со глина, значи не може да се држат заедно. Во времето на овие цареви, небесниот Бог ќе подигне царство кое никогаш нема да пропадне и не ќе помине врз никој друг народ. Тоа ќе ги разбие, ќе ги уништи сите оние царства и самото ќе стои довека. Тоа е крајот. Тоа е историјата која што е запишал Бог. И денеска сака да ја кројат, да ја прекројуваат, меѓутоа нема да можат да успеат. Затоа што бунтот против Бога еден ден конечно ќе биде завршен. Господ ќе го угаси, ќе го уништи. И сега ние живееме во времето на таа нео-Вавилонска империја или новиот светски поредок.
Кога сите сили, буквално сите сили се обединуваат против Бога, во бунт против Бога, тоа се карактеристиките, ги читавме. Гордост, самовеличање, контрола на другиот, управување на другиот, непримање на совети. Господ не постои воопшто, каков Господ. Ние сме богови, така велат. И многу наскоро, кога, знаете, јас, знаете како го гледам се тоа што се случува во светот. Еве, да не велам во Македонија, само во светски рамки. Значи, тоа е само предслика, затоа што сега се на удар некои се уште кои што, на некој начин држат некој морал, не знам што, не се истомисленици со оваа новата империја која што се создава, па ги кршат нив, ама на крајот ќе остане само Божиот народ и само Божиот народ ќе биде на удар. Само оние кои што цврсто се држат до Бога, само тие ќе останат. Спротивставање на целиот свет, така речи. И знаеме дека ќе се измеша тука и религија и се, ќе биде донесен и закон, и законски ќе бидат гонети и апсени оние кои што ја проповедаат вистината. И се на Божја страна. На мала група ќе светлат и ќе го одразуваат Божиот карактер. И не е чудно да бидат убивани, како што на старт Каин го уби својот брат Авел. Не е воопшто чудно. Ни за историјата, ни цело време. Сетете се на средниот век. Што било во средниот век? Тој мрачен век, таа мрачна ера. Послушайте ги овие цитати сега. Во колку светлината со која верните Божии слуги го одразуваат неговиот карактер свети посилно, се појасно се гледаат гревовите на грешниците и се порешителни се нивните напори да ги уништат оние што го нарушуваат нивниот мир. Оние кои што ќе останат на Божја страна, оние кои што и денеска барем на некој начин држат до некој морал и до некои вредности, им бодат очи на овие други, на бунтовниците. Им бодат очи, им сметаат, им го нарушуваат мирот. И не е ни чудно што ќе посакаат да ги елиминираат. Каин, гонет од лошиот дух, кога видел дека не може да господари над Авела, кога таа неовавилонска империја ќе види дека не може да господари со една таму мала група, а ќе сака да покори се, нормално, се да има по своја контрола, што ќе прави? Значи, како што Каин, кога видел дека не може да господари над Авела, толку многу се расрдил, се разгневил на него, што му го одзел животот. Така ќе биде на крајот. Повторно може да се сетиме на Саул и на Давид, баш Јани од неодамна, сеќавате на онаа проповед, кога нели Саул го гаѓал со копието, кој едноставно не бирал начин и сакал да го елиминира, да го тргне, затоа што му бодел очи. Овој веќе го изгубил царството, му било кажано. И сега нов цар да дојде, како бе, нема шанси. Јас останувам. Повторно гордост. Љубомората секако тука вклучена. И секаде кај што ќе се најдат такви кои ја бранат правдата на Божиот закон, ќе се покаже против нив истиот ваков дух, Каиновиот дух. Оние кои што ќе го носат Каиновиот знак на себе, ќе удрат против верните Божи чеда. И еве да читаме во Откровение 18 глава, која сме кај денешниот Вавилон. Исходот е многу одавна познат. Сите оние кои што ја градат таа империја, бунтовничка, кои што се издигаат над Бога, еве како ќе завршат. Значи, знаеме, во Откровение 18 глава ни е повторена и проширена онаа втора ангелска вест, која што гласи: излезете од неа, падна Вавилон, излезете од неа, народе мој, од Вавилон. Од лажната религија, од лажниот систем. Од први стих, Откровение 18 глава. Потоа видов друг ангел како слегува од небото, кој имаше голема власт
и земјата се осветли од неговата слава. И извика со силен глас, значи тоа е таа втора ангелска вест, велејќи падна големиот Вавилон и стана демонско живеалиште и засолниште на сите нечисти духови и засолниште на сите нечисти и гадни птици. Што е ова? Сеќавате ли од неодамно што зборувавме? Гордоста, само возвишувањето, на што отвара пат? Отвара пат на демоните, отвара пат на нечистите духови. Еве го Вавилон, кој што се гордее, кој што се велича, тоа е неговиот дух. Уште од Каин, Нимрод, Навуходоносор, тоа го гледаме низ целата историја. Стана демонско живеалиште за солниште на сите нечисти духови, за солниште на сите нечисти и гадни птици. Зашто сите народи пие од виното на незиното распалено блудство, и земните цареви блудствуваа со неа, и земните трговци се збогати од незината претерана раскош. Раскош, богатство, величање, гордост, се е тука вклопено. Трговци имаме, цареви. 17 глава читаме дека тоа е всушност црква, отпаднатата црква. Мајката блудница со своите керки. Чи се е тука, религија, политика, економија, се. Гледаме на секое поле, се пуштаат тие пипци, значи, на таа неовавилонска империја. И чув друг глас од небото да вели, излезете од неја, народе мој, за да не бидете соучесници во незините греови и да не ги примите незините зла. Зашто незините греови стигнаат до небото. И Бог си спомна за незините неправди. И да, ќе кажам на крајот, во заклучокот, ние не можеме да спречиме да не внесат во Европска Унија. Тоа секако ќе биде. Вака, така, онака, со име, без име, не знам што, не е битно тоа. Но повикот до Божиот народ, Господ има народ свој насекаде, се уште излезете од неа. Мислам, вие со место на живење можете да бидете. Ние сме дел од Европа, нели? Ние живееме на европско тло. Мислам, како кажам, кога велам неовавилонска империја, тоа го зафаќа целиот свет, тоа е нов светски поредок, не е само Европа. Европа е само едно парче од тој целиот план. Но треба да излеземе од неа, што значи тоа? Не географски, нема кај да одиме, ние сме на тој свет. Дали имаме гордост во нашите срца? Дали се само извишуваме? Дали сакаме да контролираме некој друг, како што читавме и за Каин? Насилно, кој го носи Каиновиот знак? Оној кој што насилно сака да контролира, да владее со разумот на другиот. Дали имаме ние такви карактеристики? Дали носиме такви карактеристики во себе? Тоа треба да го тргнеме со Божја помош. Тоа значи излегување. Нормално за многу други, кои што се по други деноминации, каде што се налева тоа вино вавилонско, а како што гледаме на големо веќе се налеви во адвентишка црква, на ваков или онаков начин, треба да излезат од таму. Треба да прифатат чистата вистина, треба да застанат на Божја страна, да се тргнат од групата на бунтовниците. Оние кои што се бунтуваат на се што е морално, се што е Божјо, се што е добро. Затоа што само на тој начин нема да го почувствуваат Божиот гнев кој што се истори над Вавилон. Затоа што таму ќе има само лелекање, ако читаме во 18 глава Откровение подолу. Леле, 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 викаат царевите, леле, 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 падна големиот град, викаат трговците, леле, 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 викаат тамо морнарите или како беше. 3 пати леле, 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 леле. Што стана од големиот град? Ќе падне, како што велиме, нели, оно што многу високо лета и ниско ќе падне. Значи тоа е гордоста, величењето. Сетите се на Навуходоносор, како тој завршил? Фала му на Бога, завршил добро, затоа што конечно го признал Божјето име и го величал на крајот. Меѓутоа, како, низ каква етапа требало да помине од својот живот? Значи, ние можеби ја имаме вистината, но треба да дозволиме таа да не има нас, да дозволиме да бидеме покорни, понизни, како што се спомнуваше и во време на поуката, за да го примеме Духот Свети, за да бидеме навистина Божји чеда, да го прифатиме, да го примеме Христа, како што минатата сабота зборувавме. Тоа е начинот. Со гордење, самовеличање,
Сетете се, тоа се карактеристиките на Лаодикеецот. Че да не одиме подалеку, еве сега сме во нашиот дом. Лаодикеецот, последната црква, Лаодикејска црква, има слични карактеристики. Не го пушта Христа, Христос чука милостиво на вратата. Јас имам начин самиот да се спасам, како Каин. Значи со крставици и потлижани, мислам, жртвувајќи крставици и потлижани. Нема друг начин, освен преку крстот Голготски, преку пролеаната Христова крв. Нема друг начин. И уште Откровение 17 глава 12 до 14, овие ми се многу милени стихови, да ви кажам право. Откровение 17, 12 до 14. И 10 рогови што ги виде, тоа се 10 цареви кои уште не зацаруваа. И да, и во наше време, не знам, јас не можам да кажам потврдно, меѓутоа сметам дека се уште не се зацарувани, но ќе ја примат царската власт од зверот за 1 час. Колку и да е тоа 1 час, не навлегувам, тоа е кратко. 13 стих, овие се истомисленици, па ќе му ја предадат својата сила и власт над зверот. Истомисленици, бунтовници, оние кои што се воздигаат против Господа, каиновци, како сакате кажете ги. Оние кои што го мразат моралот, го мразат Господа, го отфрлаат Бога. Истомисленици. На другата страна мала група, тие истомисленици ќе војуваат против јагнето, значи семето, еве го, од старт беше најавено дека семето ќе му ја смачка глава, ќе ја смачка главата на змијата. И еве го крајот. Овие истомисленици, овие 10 цареви, нов светски поредок, ќе војува против јагнето, но јагнето ќе ги победи. Зашто тој е господар над господарите и цар над царевите. А со него се повиканите, избраните и верните. Нека Господ ни помогне да бидеме во оваа група. Исходот е многу јасен. Само прашање е каде ние ќе се најдеме. Нека му е слава на Господа. Амин.